Свечен прием со ритмички точки и рецитали за дочек на првачињата и среќен почеток на учебната година. Подготвени од повозрастните ученици, првооделенците ги започнаа училишните денови со игри и музика. Подготвивме куса програма преку комисијата наша во училиштето, значи неколку ритмички точки. Се знае, тие се најинтересни за децата, најдинамични, највесели, за да им остави во сеќавање и како силен впечаток за тој ден кога пошле прв пат во училиште, да се сеќаваат и да знаат дека училиштето не е само тешко или да го почувствуваат како проблем, туку како нивен втор дом, каде што има многу смеа, забава, покрај учење, се разбира и стекнување нови знаења. Ритмичките точки, како и секогаш повозрастните ученици, ги подготвуваат со нивните учителки од 4-то и 5-то оделение, со нив вежбаат, се подготвуваат, најприкладно што може да се изнајде за овој ден, тоа се представува и пред првачињата и така се одбележува и самиот старт на новата учебна година. Родителите ги испратија своите дечиња во школските клупи да учат да осознаваат за светот околу нив, но и започнува периодот кога наместо игра првооделенците ќе се соочат со училишни обврски. За подготовка на сето ова потребни се и финансиски средства кои според кажувањата на родителите се движат од почетни 3.000 па се до 20.000 денари. Сепак расположливиот буџет е мерка за тоа кој колку може да потроши за своето дете. Па од вика би требало финансиски колку? Па од 200 до 300 евра. Едно 100 евра. Па ќе се снајде, мора да може. Мислам дека негде околу од 10.000 до 20.000 денари сигурно. Па мислам дека тешко. Тешко во ова време стварно е тешко. Па се уште ги подготвуваме, не би можел да ви кажам точна нека ориентација бројка, нели, али прека околу 50 евра е сигурно некој минимум кој што треба да се одвои за почеток. Па зависи сега од буџетот на родителите. Некој може поиќе, некој може помал, значи зависи се од буџетот на родителите. Оваа година во тетовските училишта се запишаа над 1006 годишници, за кои овој септември представува почеток на нивниот образовен пат.